Годинава Агенција Марили одбележува 30 годишен јубилеј од незиниот авангарден, промотивен проект Избор на најуспешни жени менаџери, кој во изминативе 3 децении ја отсликува борбата на жената во унапредување на незината положба во бизнис секторот како успешна жена менаџер, лидер и предприемач. Низ овој проект минале повеќе од 300 жени менаџери со своите автентични бизнис приказни и потврдиле дека секоја од нив поседува голема упорност, амбиција и истрајност за градење на успешна кариера. За нивниот пат до успехот била важна поддршката на нивните семејства, на нивните тимови, но секако и постоењето на позитивниот општествен амбиент. Паралелно со овој проект, Агенција Марили и господја Лидија Трипуновска го создадоа и бизнис каталогот на Република Македонија, кој исто така одбележува 30 години јубилеј. Водени од идејата за промоција на најдоброто од нашата земја во областа на бизнис секторот, културата, но и други сегменти од општеството, создаден е бизнис каталогот кој представува сведоштво на едно време за развој на нашата држава, пред се на економски план. Во него беа представени бројни интервјуа на стопанственици, на најуспешни жени менаџери, на лидери, амбасадори, врвни уметници и спортисти и секако успешен бизнис истории на македонките од диаспората. Воведот на каталогот зборуваше за нашите природни, историски и културни убавини, за еколошките и туристичките региони, а годинава е посветен на 35 години независност на современата македонска држава. Овие два проекти низ годините беа силно поддржани од сите релевантни институции, особено онаму каде што жените се на лидерски позиции. Марили е успешна македонска приказна која обстоива 3 децении како сведоштво дека лидерството, визијата, посветеноста создаваат трајни вредности. Особено ми е драго што во својот фокус Марили ја има поддршката на жените, која што е многу значајна не само за жените, туку и за економиите во целина. Како човек кој се стреми кон поправеден свет со еднакви можности за сите, особено ми е задоволство што и јас и лично и институционално имав можност да бидам дел од активностите на Марили, а се надевам дека и понатаму ќе останам посветена со поддршка на нивните активности, особено активностите во делот на бизнис каталогот и манифестацијата за поддршка на жените лидерки, во рамки на кои беше доделено и признанието за успешно спроведување на монетарната политика во период на повеќе кратни кризи од невидени размери. На крајот, на господја Лидија Трипуновска, лидер со визија и со голема посветеност, но и на незиниот тим, им го честитам јубилејот и им посакувам уште многу успешни јубилеи и понатаму да продолжат успешно да обстојуваат, да инспирираат и да потикнуваат нови можности за жените кај нас, но и пошироко. Благодарам. Со господја Лидија Трипуновска соработувам повеќе од 3 децении. Ја ценам како личност со силен интегритет, како предприемач со јасна визија, како менаџерка и автор со високи стандарди. Нашата соработка започна уште пред основањето на Марили, кога го правевме списанието Ревија Долар, јас го уредував, а Лидија со исклучителна професионалност го водеше маркетингот. Таа маркетиншка поддршка ја имав и при издавањето на мојата прва книга Македонска бизнис елита. Токму во тие години се роди идејата за бизнис каталогот Македонија и за формирањето на агенцијата Марили. Во 2026 година Бата Прес и Марили заедно го слават 30 годишниот јубилеј, 3 децении труд, континуитет и современи европски стандарди. Бизнис каталогот и манифестацијата Избор на најуспешни жени менаџери на агенцијата Марили прераснаа во престижни платформи што ја афирмираат македонската и регионалната бизнис заедница.
Искрено од срце им го честитам овој значаен јубилеј на агенцијата Марили и на генералната менаџерка Лидија Трипуновска. Продолжете. Господја Лидија ја познавам 20 години. Соработуваме преку нашата комора и агенцијата Марили преку различни активности, проекти за вмрежување, едукација и останати активности. И ценам дека сите овие активности се одлично препознаени во општеството во кое што работиме. Манифестацијата, преку која успева да ги вмрежи жените не само од земјава, туку и од регионот, да прави одлична синергија и одлично пренесување на ноу-хау. А вториот проект Бизнис каталог, кој што ги промовира не само економските вредности, туку и културните, спортските капацитетите на државата со која што располага и навистина два клучни сегменти кои што, како што кажав, се препознаени во општеството и навистина се за пофалба. Тука ќе искористам приликата, бидејќи навистина се заокружуваат активностите во еден значаен јубилеј, 30 години од постоењето на овие клучни проекти, да упатам искрена честитка кон господја Лидија Трипуновска за сите овие години како квалитетна, професионална, истрајна и упорна одлики кои што навистина прават манифестации за почит. Честитки за големиот јубилеј и посакувам уште многу години да соработуваме и да правите вакви успеси. Минувајќи низ повеќе фази на развој, манифестацијата избор на најуспешни жени менаџери во изминатите 5 години излезе од границите на нашата држава, односно доби регионален карактер со што беа наградени и жени менаџери, предприемачки и лидерки од Србија, Хрватска, Црна и Косово. Овие жени менаџери станаа и дел од Марили бизнис клубот, кој годинава ќе одбележи 10 години од своите активности, а каде се мрежуваат и соработуваат со менаџерките од земјава. Udruženje preduzetnica Crne Gore je organizacija koja sarađuje sa agencijom Marili od 2018. godine i ovim putem pozdravljam Lidiju Tripunovsku. Mogu reći sa pravom da je to jedna ozbiljna organizacija jer sam 2022. godine učestvovala na manifestaciji izbora najuspješnije menadžerke i ovim putem čestitam 30 godina jubileja ove manifestacije i želim Lidiji puno uspjeha u daljem radu. Lijep pozdrav svima, moje ime je Gordana Nikolić, dolazim iz Rijeke i sa gospođom Lidijom surađujem već preko 3 godine, zato što imamo zajednički cilj, a to je poticanje žena u biznisu i žena poduzetnica. Bila mi je osobita čast biti dio njene konferencije, odnosno foruma 2022. godine na Ohridu, kada sam i dobila nagradu i od tada postala članica njene asocijacije žena. Vjerujem da ovih 30 godina je Lidija imala različitih izazova, međutim biti žena poduzetnica 30 punih godina zaslužuje posebno priznanje i poseban respekt i ja joj se, moram priznati, divim jer sam i sama poduzetnica 18 godina i znam koliko taj put nije lak. Međutim, kada se okružite ženama koje imaju viziju i cilj, onda nekako zajedničkim borbama i nastojanjima idemo lakše i vjerujem da će Lidija još minimalno toliko godina uspješno raditi. Нашата плодна соработка не е само преку обликување, естетско обликување на манифестацијата, туку во соработка со неколку интервјуа во бизнис каталогот, кој што огромно значење за мене. Жената водилка, статуетката, односно ликот жената водилка, не е случаен избор, туку е смислен концепт за да се материализира суштината на самата манифестација. Во чест на јубилејот, со господја Лидија дојдовме до идеја, односно се изработи скулптура, тродимenzionalна форма, која е излејана во бронза и која што се надева ќе символизира моќта на сите, енергијата на сите жени менаџери, кои што ја добиваат оваа статуетка и енергијата која што е вложена во оваа манифестација во последните 30 години. Символиката на жената менаџер и лидер е во наградата статуетка Жена водилка, на која авторот Николас Милков за овој јубилеј и даде тридимензионална форма.
Таа ја испраќа пораката до младите генерации дека во изминатиот период осветлен е патот кон градење на идниот развој на жената во бизнисот, но и во другите сфери на општеството. Агенција Марели преку сите своји проекти останува да биде позитивен пример за развој на државата и поттик за идните генерации.